Почитуван министер Николовски, почитувани медиуми, од денес па до 14 јануар 2019 сите заинтересирани правни лица, мали и средни предпријатија согласно Законот за трговски друштва во Република Македонија ќе можат да поднесуваат барање за користење на средствата од ИПАРД програмата 2014-2018 за мерка 3, односно инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Со помош на оваа мерка, владата, Министерството и агенцијата уште еднаш потврдуваме дека силно сме фокусирани кон развој и унапредување на преработувачките капацитети во агросекторот. Само со развој на домашните земјоделски стопанства, домашните агрокомпании може да постигнеме зголемено производство, пласман на домашниот труд и девизен прилив од извозот на домашните производи. Со овој повик, како што веќе истакна министерот Николовски, на располагање ни се 13,2 милиони средства кои ќе можат да се користат за градење на нови или осовременување на постојни капацитети за потребите на овошје, зеленчук, вино, млеко, месо и нивни преработки. Сите заинтересирани корисници на европските средства преку ИПАРД програмата ќе треба да пополнат барање за користење на средствата од ИПАРД 2 програмата за конкретната мерка, деловен план, изработен според упатството за изработка на деловен план и придружна документација, како што е наведено во упатството на овој јавен повик. Пополнетото барање за користење на средства од ИПАРД 2 програмата, заедно со деловниот план и целокупната потребна документација, се доставува во затворен плик со назнака «Неотворај» за јавен повик ИПАРД број 1/2018 и назначување на мерката за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по пошта како препорачана пратка или лично на писарницата на агенцијата. По завршувањето на повикот, сите поднесени барања ќе бидат разгледани, ќе биде проверена нивната комплетност и соодветност, после тоа ќе следи контрола на терен, издавање на решение со кое ќе ги повикаме потенцијалните корисници да потпишат договор со агенцијата и да започнат со својата инвестиција. Секако, корисниците на оваа мерка, инвестицијската програма ја завршуваат со сопствени средства, а повратокот на средства следува откако опремата ќе биде набавена, ставена во функција, извршена контрола од страна на агенцијата и со тоа ќе се создадат можности за рефундирање на нивните средства. Ги охрабрувам сите стопанственици да аплицираат за добивање на средства преку ИПАРД 2 програмата, бидејќи направивме се за да ги поедноставиме и забрзаме процедурите за искористување на овие средства. Како што кажа и министерот, во првиот повик имаме до сега склучени скоро 940 договори, од кои финансиската вредност е 17,6 милиони евра, а веќе пола милион евра, иако во овај краток период, се средства кои што се веќе вратени кај нашите стопанственици, бидејќи имаме до сега исплатено и 81 проект. До крајот на годината очекуваме 2 милиони евра да се вратат назад кај инвеститорите, односно тоа е нов, свеж капитал кој ќе влезе во македонското стопанство. Време е домашното производство да го прилагодиме и приближиме кон европските стандарди, со што ќе покажеме дека Македонија може, знае и умее да го унапреди и зголеми домашното производство на земјоделските производи и исто така, како што кажа министерот, да извеземе готов финален производ со додадена вредност. Благодарам.